The game ends when I say it does. Bond. James Bond. Ова клипче кој пред малку го изгледавте е клипче кој го направи еден наш пријател од театарот, земејќи слика од профилот на Мики, му направи на шега, буквално беше целата работа, му направи еден клип, го видовте како што е, изгледа навистина симпатично, но целта, односно она што сакаме да разговараме е денес една навистина многу интересна тема и тема која многу особено станува актуелна, иако веќе вештачката интелигенција веќе 3 години како зема се поголем замав. И токму овој генериран клип кој го гледавме, всушност наметнува многу прашања. Ние нормално тука, бидејќи не сме експерти, ниту имаме целта да зборуваме за суштината на вештачката интелигенција, сакаме да поразговараме за низиното влијание или како и дали вештачката интелигенција влијае или се чувствува во уметноста. Од една страна, од друга страна можете да го погледнете. Има еден интересен клип на YouTube, Аи Сорај се вика, во кој буквално можете да ни го покажуваат за тоа како може да се генерират, начинот на кој како се генерират овие видеа, но она што мене ми остави впечаток и како тема за која ќе разговараме вечерва е дали машините треба да реалноста ни ја направат така да буквално не можеме да ја почувствуваме границата помеѓу реалноста или фикцијата. Кога ќе ги погледнете овие клипови и ови односно тој видеоматеријал, всушност не е идејата да бараме грешки во него, туку фрапантноста на тоа како машината може да ни ја направи буквално тие слики да ни ги направа да бидат реалност. Токму ова, за тоа сакам да поразговараме денеска, дали уметноста може да биде заменета со вештачка интелигенција. Или ако може, каде можеме да ја користиме? Бидејќи реално секој од нас е дошол во допир со вештачката интелигенција од една страна и од друга страна или почнавме пак да се делиме како што ги имавме оние антиваксери и ваксери, сега имаме луѓе кои користат и кои ни ги кажуваат бенефитите од користењето на АИ, имаме луѓе кои наводно воопшто нити сакат, ниту имат намера да ја користат. Но како во уметноста може ли да се забележи користењето на АИ-то? Дали во театарот, во книжевноста? И тука само ќе се надоврзам и бидејќи некако се едно со друго се надоврзуваат и социјалните мрежи, социјалната мрежа како алатка или за промовирање на уметноста или за злоупотребувањето на уметноста. Бидејќи првото прашање, така да го кажам за дискусија, можеме ли да ја почувствуваме, ќе се изгуби ли оригиналноста? Како ќе се почувствувате кога некое ваше дело ќе го видите генерирано на АИ, или дали некој кога ќе направи некакво уметничко дело нема да се сведеме на тоа, па тоа е направено на GPT, или кој некој вложил, можеби со месеци труд да го направи тоа, сега само ќе се сведеме, па тоа сега лесно се прави преку АИ-то. Види, ќе го изгубиме ли тоа? Има една многу интересна ситуација. Сега веќе станува култна личност, всушност сите го запознаваме преку музиката, а сега и преку некои
умни решенија или некои правила за подобар живот или така да речеме некои согледби околу она што значи општествено живење, социјално, интимни врски и така натаму. Тоа е Рамбо Амадеус. Многу интересен и секојаш кога ќе го спомнеш Рамбо Амадеус е смешен. Ама тој во едно интервју вака рече: човекот кога ќе остари и кога ќе се разболе, ќе свати во какво општество живее. Со тоа сакам да кажам дека се во свое време. Значи, не можеш додека си млад да го почувствуваш она општеството како кога ќе остариш. Кога ќе остариш или кога ќе се разболиш. Има една песна на Прљево казалиште која што вика: све е лепо кад си млад, свака рана бања воли, свако дело добро стои. Така да сметам дека ова што се случува со вештачката интелигенција доаѓа во времето во кое што треба да дојде. Тоа е незино време. И сега, како што беше времето на Битлсите, како што време на електрификацијата, како што беше времето на сите тие, како да вика, на автомобилите, на авионите и така натаму, ова е време на вештачката интелигенција и треба да се сообразиш со него. Да видиш, што би рекле, например, да речеме спортски да се изразам, користи го слабоста на непријателот. Сега ние, ако ја ставаме вештачката интелигенција во улога да биде наш непријател на нашата емпатија, на нашата комуникација и вербална и невербална, тогаш ние мора да ја користиме нејзините слабости, за да можеме да победиме во некоја ситуација или до тај степен да се сообразиме со неа, да станеме едно цело. Како што, например, да речеме, беше социјалната мрежа Facebook. Прво беше напаѓана и после гледаш дека и вика денеска председателот тој и тој на својата Facebook профил. И сега ние тоа го земеме како релевантно. Не само што го земеме ние релевантно, него ни го сервират како релевантна ситуација. И сервират ни го медиумите. Никогаш медиумите не се рекле: сега тој на неговиот Facebook профил или на Instagram. Него го зимат како негова артикулација по одредена светска ситуација, светски моменти. И една ситуација која што јас за прв пат се сретнав со грубоста, со гадоста на вештачката интелигенција. Седиме на фестивал театарски еден и во слободно време еден вика: мене ми е роден ден. Како ќе го прославиме роден денот? Од многуте луѓе што седевме на масата, еден стане и вика: јас ќе ти направам песна. Ќе напишам песна и ќе ти искомпонирам. И сите се свртевме кон него: како ти немаш слух, како ќе го направиш тоа? Немаш ни дарба за пишување, ни имаш слух за да би можело, викам, да ја искомпонираш. Почекајте, вика, 5 минути. За неколку минути на основ вештачката интелигенција, ChatGPT, како се вика тоа, доаѓа напишана песна за него, за роѓендено, искомпонирана. Викам: од каде ја земава? Од никој, тоа е моја, вика. Како бе твоја? Па го искористав вештачката интелигенција. Само и дадов како се вика назнака, само и дадов насока. И пази, убаво викат стручњаците. Вештачката интелигенција се јавува по примери, по барање адекват. Значи, ништо не измислува, него се е измислено и врз база на одредени примери праве компарација и те носи во одредена ситуација. Еве, например, да речеме, кај мене во Facebook постојано имам, да речеме, толку следачи, но има, како се вика, Фейсбукот ти вика, има некои работи кај што, например, за да бидете подинамичен, не користите големи букви, тука имате изгубена динамика, користите го ова, користите го она, значи ти дава совет. Тоа не се нејзини совети. Тоа е врз база на веќе проверена ситуација, видена ситуација. Така да, за мене таа вештачка интелигенција е време. Време со кое што треба да се сообразиме, како што сме се сообразиле со новото време. Како што во книжевноста модернистите се сообразиле со постмодернистите. Постмодернистите се сообразиле, да речеме, во театарот, како се вика, антидрамскиот театар, или театарот кој што веќе драмата како кај Кантор. Значи, излегуваш на сцената и на сцената стојат само некои тамо поставени луѓе, кои што ниту зборуваат ни ништо, и ние треба на основ некои си поставени мизансцен кој што го прави режисерот, да дојдеме до одредени заклучоци. Не врз база на диалог и врз база на текст, антидрамски. Значи, таква некоја ситуација и најнаш има луѓе, еве да речеме Канторовиот театар не се остана.
Дори тој доби светска слава. Така да вештачката интелигенција која што убива емпатијата кај човекот, бидејќи таму нема емпатија, која што го убива човекот дали сум жив, не знае, дали сум жив јас, дали сум јас тој, дали имам своја јас и дали моето јас е подготвено за комуникација, е време со кое што треба да се сообразим. Вака, вештачка интелигенција, IT, Artificial Intelligence, значи, таа се повеќе и повеќе има влијание во секојдневниот живот. И ние не можеме да избегуваме, според мене таа не е ниту добра, ниту лоша. Во суштина таа алатка која што треба ние да искористиме и ни е дадена да искористиме. Во прашање се етичките норми, како ние можеме да искористиме вештачката интелигенција во полза на влијание во културата. Во суштина, тие алгоритми кои што ги нудат информации се повеќе и повеќе даваат насоки на популарната култура и се повеќе и повеќе културата и уметноста, користејќи ја вештачката интелигенција, доаѓа до нека униформираност, секако да е исто, затоа што ти пред малку кажа, Трајче, дека таа користи веќе сервирани информации, ти кога истражуваш таа дава, например, да направиш една машина песна, генерално целата уметност, целата култура ќе биде слична, затоа што ти да ја дадеш задача во насоките и тука губиме нашиот идентитет. Во суштина се доведува човековиот труд, дали е човековиот труд автентичен, значи таа дава насоки на веќе создадени информации и во суштина таа не е лоша, но треба да се користи правилно. Доколку се искористи правилно и доколку етичките норми постојат, се разбира дека треба да се користи, но проблемот во тоа што таа може и да наштети на уметноста, затоа што доколку не се користи по правило на етика, таа може да создаде едни слични песни, едни слични зборувам за влијание во културата, се разбира и во секојдневниот живот, но тоа може да биде страшно опасно, затоа што во прашање го доведуваме човековиот труд. Што се однесува до театарот, знаеш, театарот се изборил и со филмот се надевам и сум сигурен дека ќе се избори и со ова, затоа што не може до недоклет да оде. Не може да правиме представи преку вештачката интелигенција, постојано се советуваме затоа што сите представи, сите песни на овој свет ќе бидат слични едни на други. Нема да има идентитет во она што го работиме. И едно време како што сите ќе бидат исти дедомразовци. Неверојатно, затоа што се повеќе и повеќе на социјалните мрежи, користејќи ние ја препознаваме вештачката интелигенција по пат на слични ставови кон нешто, заради тоа што луѓето постојано ја прашуваат, таа постојано дава некакви слични одговори или идеи за она што треба да го направи човекот. Тоа е неверојатно и мислам дека театарот кога филмот му се закани, тој успешно се избори и обстојува. Мислам дека ќе се спротистави на вештачката интелигенција и ќе продолжи со неговата автентичност и не може да оде до недоглед. Веројатно во иднина ќе се измислат етики, норми и правила како да се користи, заради тоа што тај само еден вид алат како што треба да се искористи. Доколку правилно се користи, вештачката интелигенција, сметам дека нема ништо лошо и дека треба да се користи, но во прашање етика и етички норми. Алгоритмите нудат иста содржина од кога ги користиме. И тоа е толку препознатливо веќе. Сега ќе се појават апликации кога секој став или секоја уметничко дело или се што направи на вештачка интелигенција ќе биде препознаено како на YouTube и ќе биде отфрлено. Тоа веројатно ќе оде ќе биде отфрлено. Не можеме ние музичари кои не се талентирани, не знам, уметници кои не се да стануваат веднаш талентирани, да гледаме нивни представи, да гледаме драматурзи по пат на да гледаме пеачи како пеат, а во суштина се е тоа плод на вештачката интелигенција. Види, вештачката интелигенција до тој степен е навлезена во секојдневниот живот и во духовниот живот на човекот, што може, например, да ти ги сервира твоите починатели, блиските починатели, ти се јавуват, ти ги гледаш, значи разговараш со нив. Таа е една ситуација која што е доста страшна. Страшна е по тоа што може да се содат различни трауми. Можат луѓето ќе се носат кон некој, да не речем, суицид или не знам што. Оти веќе не е едноставно да ти се јави некој од твоите најблиски, како што викате толкувањето на соновето. До тој степен. Замислите си, дали ти ви се случило тоа? Пред известно време, ја го сакам Рори Галагер како музичар, а па многу повеќе го засакав кога некој поголем музичар што сметав јас, ќе рече Рори Галагер е голем блузер и така натаму. Џими Хендрикс кога го прашале што мислите, како ги постигнувате вие тие ефекти на гитарата, вика немојте мене да ме прашувате, прашате го Рори Галагер. Утре дента
на мојот Фейсбук, на Фейсбук од кај мене, 100 фотографии од Рори Галагер. Кога концерт 72-та, 80-та година, вамо концерт, и на некој начин се викам, па чекај бе, овие алгоритмите се многу интересни. Јас само што ќе си посакам, тоа ми се нуди. Еден ден ние го тоа, како се вика, просто речено, или со на колоквијален начин, кафански ке речевме, притисни дугме и заđи куварица. И на некој начин помисли си на Рори Галагер и излегува Рори Галагер. Утре ти зборува, ме разбираш ли? Рори Галагер ти ја свири твојата песна. Линда Ронштадт, јас не се сеќавам пред 30 години. Еден ден гледам Линда Ронштадт излегува. Сакаш ли? После она се што се случувало, многу пати сакав да навлезам во интимата на некои од големите личности, поготово кај Боб Дилан, и знам кога со Џон Бас. И така ми излегува утре дента и во најлоши моменти го представува Боб Дилан. И најнаш се викаш, дали сум ја жив? Дали сум ја некој проект на некоја вештачка интелигенција и таа управува со мене? Тоа е проблемот кај вештачката интелигенција. Дали ние при нејзината присутност се осеќаме живи? Каде е нашето јас, нашата автентичност во комуникацијата? Дали имаме автентичност во ова што го правиме? Тука е проблема, да. Јас сега се плашам дека можат, кај вас во театарот се случи сега наместо да ме се јават на мене, имаш ли некоја представа за деца? Тие си напишат представа за деца со ChatGPT. Си се најат вештачка интелигенција. Неверојатно. И јас више, дали сум ја писател? Дали сум ја драматург? Дали има нешто кај мене што ми издвојува од целината? Бидејќи сите сме сега писатели. Сите сме поети, секој може да биде едно време, Милковиќ вика дојде че време кога сите ќе пишуваат поезија. Ма немој. На вај начин тоа е лошото. Тука, затоа ја реков дека со нејните слабости треба да ја победеме. Не со нашата моќ, него со нејните слабости. Да ги насетеме тие нејзини слабости, ова се што се случува, не. Дај да видам кој си ти, како ти можеш тоа да го напишеш, како ми го ти тоа сервираш, казна. Сега извини што сум така груб. Ама молим ти се, па мора нешто да се... Не може да гледаме нисти текстови, нисти филмови, нисти машини кои создават. Сега, професоре, Роли Галагер, дали историјата може да помислиме на неја и вештачката интелигенција да ја повика така во мислата и какво влијание ќе имаме со вештачката интелигенција и историјата? Не знам, дали може да размислуваме и веднаш да ни се историјата преку пат на IT доведе и сервира на некои погрешни етички правила или не знам. Како вие доживувате историчарите? Пред да дојдеме до тоа, како јас ја доживувам АИТО, како тој за мене еден дилер на забраните субстанци, кои знаеме нели дилерите како прво со мали дози ги навлекуваат своите жртви за да дојде до поголемите, така и ние оние што го користат АИТО, полека, но сигурно се повеќе се навлекуваат на него. Веднаш кога ќе го отвориш, ќе се јавува едно насмејано човече, кој е овде сум за тебе, повели, во секое време сум тука, што треба да направам за тебе. На почетокот веднаш нели одговараше на прашањата и сега забележувате дека кога прашуваш, нели, кога дискутираш со него за да дојдеш до финалното решение, се некако ти поставува едно десетина ступидни прашања за да кога ќе, или кога што ведлат старите, кога ќе те доведе до изворот, ајде почекај 3-4 часа или плати или регистрирај се. Значи, се повеќе и повеќе не навлекува во својата суштина. И од една страна, од друга страна, она што нели и вие го зборевте, за мене она застрашувачкото е тоа што бидејќи не знаеме како ќе оди се во ова и докаде ќе оди, дека ќе ни биде се повеќе проблем да ја разликуваме реалноста од фикцијата, певе сите, нема некој од нас кој барем кога ќе погледнете еден обичен рилс, обичен клип, што и да е вест, се доведувате ли во ситуација да чеки дали е ова АИ или не е, реално ли не е, и веднаш да проверувате уште неколку извори за да видите дали е точно.
ајде така да кажем, Думица си, да. веднаш веднаш мислиш, чеки да видам, да проверам, никогаш веќе не ги сваќаме нештата, веднаш здраво за готово. Од друга страна, еве нели помладите, ајде, можеме да сконтаме, ајде така да кажем, дали е нешто генерирано или не, но има луѓе, например, кои многу лесно се фаќат на таа замка. Еве, смешно беше за Нова година во Бирминген, мислам дека беше, АИ генерира вест дека на плоштадот ќе има огномет и ќе има журка и 10.000 англичани се фатиле на таа замка. Полицијата едва успеала да ги убеди дека нема никаков настан тука. Тука ми стана прашање, кој одговорен, додека веќе сега тука доаѓаме до тоа. Дали човекот, програмерот или системот во кој живее? Тука веќе треба, имаше некои идеи. Ако вештачката интелигенција греши, направи грешка од капитално. Ја мислам дека човекот кој ќе биде одговорен? Вика Амадеус, кога ќе остариш, кога ќе се разболиш, ќе видиш во какво општество живееш. Ја мислам кога веќе ќе дојдеш во некоја... Затоа што се повеќе ние се вештачката интелигенција донесува одлуки на светско дојдеш во ниво. стерилност, немаш некое решение, тука е виновник. Тај не го признава својот стерилитет, него и понатаму гледа да најде нешто зад кое ќе се сокрие. И тука е сервира вештачката, му помагаш со вештачката интелигенција и тој пак се представува како автор, пак се представува како се вика потенција, дека има потенцијална личност. Доколку сгреши во информацијата, кој ќе одговара за тоа? Тоа е добро прашање. Кој ќе одговара? Доколку како ние што користиме така и политичари, така и политичките партии донесуваат одлуки по пат на IT. Замислете тај да сгреши, кој е одговорен? Политичката партија, човекот, програмерот, системот во кој што живее, мора да се најде некој начин, мора да има етика и морални вредности. Не може вака. Настане хаваријата тамо во Јапонија на таа нивна атомска централа после цунамито, сите се прашува кој одговорен. Викнете го директорот, вика. Доаѓа директорот, вика, која ви е вашата алтернатива? Како можеме на сето ова да се спротивставиме? Вика, ја не знам. Како ви не знаете, вие си директор? Ами јас сум економист. Од друга страна, видео после добија меѓународна помош. Што вика сега меѓународната? Зашто тоа ќе меѓународна помош? Не е битно дали се американци или некој друг. Чекайте бе, тоа ќе стане пресветски проблем. Дај да го решиме додека имаме време. Значи, ова е светски проблем. Да. Значи, тука треба да се реше додека сме во ситуација. Додека сме се во зародиш. Кога ќе дојдеш вика Оли, дека веќе ќе почне да се шири, да метастазира во сите поимања, во сите сегменти на заедничкото живење, дури и во спортот. Тогаш веќе немаме каде. Тогаш веќе ти реков дека можеме само да се сообразиме со неа и да бидеме незини поданици. Тоа го кажа за морализирањето кога го спомнавме, дали ворите или не. Еве, пред сутрајче баравме за една книга, му внесов податоци да ни извади насловна фотографија, ги извади, веднаш го направи тоа. И сега, нели, кој го има авторското право на тоа? Не знаеме кој го има. Дека е практично, е практично. И тука доаѓаме до онаа дилема, дали, нели, АИ-то е или ќе го користи како ножот, или ножот може да биде и оружје, може да биде и алатка. Сега, проблемот е тоа што мислам дека веќе треба да се ставиме рачни, иако имаше некои обиди да кажеме, веќе да се уредат некои работи во врска со АИ-то, сите тие обиди мислам дека беа игнорирани, некако чувствам дека се повеќе стихино оди незиниот замав или, како што викаш, дека се повеќе метастазират нештата. Мислам дека имам чувство дека ние не сакаме да се спротивставиме на тоа, бидејќи или некој не сака. Или некој не сака, бидејќи многу е лесно кога се ти е на дофат и веднаш. Има еден интересен израз, некој го сретнав, дека сме во состојба на една глобална кретинизација, во кој милионите реални шоу кои буквално мозокот го прават да биде како пифтија, празнењето на библиотеките, социјалните мрежи во кои се нешто сите знаат, а заедничко содржата дека нема ништо од тоа знаење, не доведуваат до тоа да се одиме на линија на отпор, на слаб отпор. Кога нештото ни е еве сега и веднаш, и тоа што ме праша ти за
кардинална некоја грешка. Што ако, например, и затоа испоредив дека тоа рогато ѓаволче кога ќе се појави, нели може, например, да се случи да преземе контрола на некој авион. Карикирам, или нуклеарка, не паѓам на памет. Како не? И одговорноста паѓа у вода. Не знам, ако се случи Се грешка... додека не се стави ред. Мислам дека не знам како ќе биде сето ова. И еве, бидејќи сме пред крај, врв она што го прочитав вчера беше дека чатботовите сега си направиле мрежа меѓусебна и таа меѓусебна мрежа нели може да ја искористат наводно против човештвото. Сега да те, како се вика, да те стерилизират, да не можеш во никој случај да имаш потенцијал, творички, креативен, нема да биеш креативен веќе. Ова не е креација ако ти побараш помош од вештачката интелигенција. Ти не си креативен. Ти не си ни репродуктивец. Ништо. Ти едноставно си краде или бараш помош како стар човек, што веќе јас сум веќе стар, барам некој да ме пренесе на другата страна. Ти си само морфна маса која само не размислува, која пара која е зависна од аито, значи кога... Замисли до кој степен се доведовме. Јас ќе напишам пиеса, човече. Да ја гледаме, да. И ја сервирам на Не само ти како не ти е срам? Ја мислам дека тука пак срамот треба да не спаси. Почнеме да се срамуваме етиката е многу битна работа да се во срамуваме контрола. тоа што го прави. Светот може да биде... Што би рекол Тесла, ја не ми е вика криво, вика што немат, што ми ги крадат вика идеите. Криво ми е што немат своји идеи. Тоа е проблемот. Нема своја идеја, нема своја потенција, нема своја креативна мок. И наједнаш се крие зад некои паравани кои што ги создава вештачката интелигенција или некои можности. Бара помош не за да се предаде, него за да може се она што е креативно да го униште. Со помош. Тоа е квислинска работа. Квислинска работа. Човече. За жал, оние кои треба нели на кои се надеваме дека, како што кажате, дека ќе бидат креативни, ќе имат своја идеја, тоа се младите, веќе ги ушушкавме во во сигурноста и во комфорноста на тој виртуелен и налажен свет, ги направивме зависност да бидат зависни од екранот на мобилниот телефон или на таблетот. Учат на таблет. Ја имам син кој што на вештачка интелигенција си упишува домашно. Какви ќе бидат тие генерации? Да ја научам децата да го напишам својата домашна работа. Сега тоа со телефоните ги пишуваат на 5 минути пред самиот час. Замислите какви генерации не чекаат. Замислите со вештачката интелигенција како заклучок. Светот може да биде убаво место, но може да биде многу опасно место. Сега е веќе опасно место. Опасно место затоа што не знам, мора да се измислат механизми како ова да се контролира. Не може веќе вака, не може, мора етиката да влезе, да се работи на етиката. Да, дојдеш во таква след да ти го изчиш табула раса да ти стане мозокот, па ти после немаш проблем да те некој манипулира, да те наведува на одредена ситуација. За напишеш домашна работа, цел ден се припремаш, за да биде сега тоа изгледа так, на принтер и тоа оде. Овде ќе се сетам на еден култен, со тој ќе завршиме за денес, еден култен филм од 98-та година, мислам дека беше со Джим Кери, шоуто на Труман. Во кој кога го гледавме шоуто на Труман, бевме забезекнати како може да живееш во меурат и да немаш никаква представа од тоа. Ете денеска во 2026 година веќе живееме во тој меур, веќе сме контролирани од секој аспект, веќе сме ставени во ситуацијата да не знаеме што е реалност, што е фикција. И мислам дека за жал или за среќа кај нас се уште го имаме далечинското да кликнеме стоп, бидејќи во спротивно ќе се ставиме во они кои го имат гледано филмот Матрикс, ќе знаат што значи она сцена кога сите делови веќе, мислам дека вештачката интелигенција ги склопи и требаше само да вклучиме некој да го вклучи утикачот во струја. Го имаме далечинското, но мислам, односно гледаме дека веќе се помалку имаме сила да кликнеме и да направиме стоп. Туку се препуштаме на АИТО,
последиците и што се таа ќе направи од нас, се надевам дека ќе бидеме сведоци да го видиме во идните години. Typical people. Не кликајте вие на стоп, туку останете со нашата емисија и до наредната недела се гледаме.